СЈО со истите докази како и обвинителката Гордана Гешковска од основното јавно обвинителство на денешното продолжение на презентацијата на доказниот материјал во случајот Монструм. Вештакот од МВР Гоце Марков потврди дека возилото Opel Omega со кое постојат сомнежи дека обвинетиот Алил Демири избегал по петкратното убиство кај Смилковското езеро, според бројот на шасијата никогаш не било регистрирано во Македонија. Од оштетената страна велат со вештачењето се потврдило дека автомобилот е оригинален, но дека регистарските таблички не потекнуваат од тој тип. Opel Omega-та СК499 МТС, тоа излезе дека е оригинално возило, меѓутоа регистарските таблички не потекнуваат од тој тип на возило, дека потекнуваат всушност од Мерцедес. Обвинетите во овој случај, иако се теретат за тешко кривично дело како што е тероризам, се бранат од слобода. Нивните адвокати велат дека доказите кои биле изведени претходно треба да се изведат и сега. По законот за кривична постапка, сите докази кои што и претходно беа изведувани треба да се изведат сега, а во дополнението на доказна постапка ќе видиме кои други докази ќе бидат доставени. Врховниот суд во декември лани ги укина доживотните затворски казни за обвинетите за овој случај и постапката ја врати повторно на првостепениот суд. Во моментов се уште за органите недостапни се прво обвинетиот Алил Демири и Афрем Исмаиловиќ. Судијата Огнан Ставрев и денеска на стартот на рочиштето повторно кажа дека нема никаква информација околу нивната екстрадиција од Косово.